Нашата екипа денеска повторно е во транзитниот центар овдека кај Гевгелија. Последните податоци од МВР зборуваат дека во изминатите 24 часа во овој транзитен центар поминале 114 деца, а откако е воведен законот за регистрација на мигрантите, досега имаат поминато околу 3000 деца без родителска придружба. Значи патуваат со некој од најблиските. За она каква помош им се пружа овдека на овие деца, каква правна, психосоцијална помош, денеска во вестите со мене разговара Александра Краузе од УНХЦР. Александра, добре дојде во вестите и кажи ми, што е она кое што овдека во нашиот прифатен или транзитен центар им се пружи на мигрантите, а најмногу на децата кои што патуваат без родители? Која е онаа правна помош која што им се дава? So, first of all, we have the Ministry of Interior, who, with the support of UNHCR, is registering people here at the transit center. Најпрвин го имаме Министерството за внатрешни работи, кој што со помош на УНХЦР тука врши регистрација во овој центар. We have also child-friendly spaces, so there's a space where children can play, they can draw, and they can engage in recreational activities. Исто така тука имаме и катчиња кои што се приспособени посебно за деца, каде што дечињата можат да цртаат, да си играат и да поминат некое време тука. Исто така УНХЦР работи и соработува со Црвениот крст со цел да се осигура дека постојано има дистрибуција на храна и на вода. Исто така го финансираме Македонското здружение на млади правници, чии што млади правници работат по двајца во 3 смени, значи во 3 смени деноноќно работат и дење и ноќе за да обезбедуваат правна помош во однос на постапките за бегалците. Исто така УНХЦР поддржува, финансира и социјални работници кои што тука обезбедуваат психосоцијална помош, посебно на непридружуваните малолетници кои што ги спомнавте. Исто така УНХЦР ги финансира и изградбата на овие засолништа за бегалците. Тоа се оние контейнерите, бараките, исто како и овие каде што се наоѓаме сега гумените хали, заедно со 40 тоалети и тушеви. Соработуваме на секојдневна основа со властите и евидентно е, видливо е дека напредокот што секој ден се случува е голем. Сите исто така што имаат дојдено од надвор да го посетат центарот, имаат забележано дека навистина е направен голем напредок во обезбедувањето на услуги за бегалците. Исто така соработуваме со Министерството за внатрешни работи со цел тие да продолжат да пропуштаат групи од по 50 луѓе и на тој начин се олеснува протокот, но исто така имаме обезбедено и преведувачи, толкувачи за Министерството за внатрешни работи за да можат полесно да ги информираат бегалците и да комуницираат со нив, а исто така имаме поставено и информативни пунктови каде што бегалците можат да се информираат за нивните права и за сите процедури кои што им следуваат. Јас те благодарам, Александра, а ние остануваме и понатаму на терен да ја следиме состојбата со мигрантите и денеска повторно контролирано и во групи МВР заедно со припадниците на армијата пропушташе мигранти кои сакаат да заминат кон север со возови, со такси возила и автобуси.